Стоп за велепредавството. Доста се обидите за лаги и манипулации. Бура критики и негодување во јавноста за тактиката на власта која се обидува да го продаде францускиот предлог како различен и подобар од претходниот. Академици, професори, новинари, политичари, членови на власта протестираат и обвинуваат за предавство на Македонија. Јавноста критикува дека власта сака на брзина да го прифати катастрофалниот предлог за да му удоволи на меѓународниот фактор, а не на граѓаните кои со право се загрижени за сопствената иднина. Се брза да се прифати предлог во кој според протоколот македонскиот јазик ќе ни стане дијалект на бугарскиот, промена на историјата, уцени и санкции за говор на омраза. Заменикот министер за локална самоуправа Зоран Димитриовски побара да се објави и протоколот, а не само преговарачката рамка и заклучоците на Советот на Европската унија, за да е јасно на што се обврзува Македонија. За граѓаните, експертите и политичките партии да можат да донесат информирана одлука за францускиот предлог, не е доволно што владата ги објавила трите документи, напиша заменик министерот. Академик Катица Ќолавкова пак тврди дека преку францускиот предлог Бугарија манифестира територијални аспирации кон нас и ни го негира правото на државотворност и сувереност. Новинарката и долгогодишен уредник Емилија Лазаревска го праша министрот Османи дали ако станувало збор за албанскиот јазик, исто вака ќе го бранеше францускиот предлог. Не мора да ми одговори. Знам, не. Затоа Османи, аман, немој не брани, напиша таа. Поранешната пратеничка на СДСМ, Весна Бендевска, се мобилизира за протести. Излегувам да го изразам својот протест кон оваа лакрдија која го повредува моето лично граѓанско право на самосвест за националната припадност, посебност, мојот мајчин јазик и историјата на мојот народ со која се гордеам. Свесно, заради себе и својата совест, без калкулации за последиците. Моите идеали ми се поважни од се и ќе се борам за нив до крај. Режисерот Владимир Милчин, поранешен директор на Сорос во Македонија, вели дека она што го стокмил Макрон е понижувачко и неприфатливо. Мирјана Најчевска пак напиша дека со предлогот не правеле будали при здрав мозок. Бура реакција има и од експерти од граѓанскиот сектор кој требаше да биде дел од консултациите на власта околу францускиот предлог. Како тие се изведоа, јавноста стана сведок уште синоќа, кога се објавија фотографии од состанокот на кој присуствуваа само одбрани представници на граѓанскиот сектор, кои редовно се присутни во јавноста со ставови за поддршка на владините политики. За ова предупредува и Марија Ристевска од Центарот за истражување и креирање политики, која јавно праша по кој критериум бил избран невладиниот сектор за консултации. Какви се тие консултации и каква е таа демократија со култура на исклучување? Прашува Ристевска во нејзината објава на социјалните мрежи.